Младите активисти на Црвен крст од Кочани и Виница викендов танцуваа на платото во Траговскиот центар, односно во централното градско подрачје пред кафулето Квин. Подготвија кореографија на песната Happy од Фарел Вилијамс. Оние кои ги гледаме во разни акции за помош на стари и изнемоштени лица, кои собираат хуманитарна помош и се грижат истата да стигне до луѓето на кои им е најпотребна, преку танцот градските плоштади низ целата земја, испратија порака за разновидноста на културите, толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирање како гаранции за мирот и соживотот. Значи еве се собравме овде, активностите на Црвениот крст продолжуваат, ја завршуваме 2013-2014 година промоција на хумани вредности. Ова се случува во цела Македонија, исто така и кај нас, со цел порака да упатиме до сите народи, не само во нашата држава, туку и во светот, за толеранција, меѓусебно разбирање, помош и така натаму. Ова се завршените активности од проектите промоција на хумани вредности, циклус 2014 година. Вие, како што знаете, веќе вашите гледачи се запознаени, ние работевме и реализиравме 5 ПХВ проекти, кои што беа високо оценети, со одличен 5, за кои што децата беа на финални работилници, добија награди. Јас како дисеминаторот на проектот сум горда што работев со таква група на младинци, со такви волонтери на Црвениот крст, бидејќи направивме нешто што можеби возрастните не можат да замислат дека може да го направат децата, ама тие сепак со добра координација може тоа да го сторат. Ние младите во општинските организации во цела република танцувавме веќе неколку недели заедно со цел да ја вежбаме подобро кореографијата. Преку танцувањето ние младинците испративме заедничка порака за мултикултурно општество со едно мото: танцуваме заедно, живееме заедно. Она што е посебно значајно е што свеста кај младите за хуманост е се поголема. Интересот тие да го одберат и да тргнат по патот на хуманоста од ден на ден е се поголем. Во рамките на стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која трета стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и култура на ненасилство и мир, од пред 3 години е воведена нова недела во традиционалниот календар на активности, токму неделата на промоција на хуманите вредности од 21 до 27 септември.